Почитувани, во следните неколку минути ќе ве запознаеме со начинот на користење на опцијата за закажување термин кај лекар специјалист по претходно издаден упат од матичен лекар. Опцијата моментално е наменета за матичните лекари, општи и гинеколози, а со нејзина помош пациентот ќе може директно да се насочи кај даден лекар специјалист од соодветната ЈЗУ која пружа специјалистичко-консултативна здравствена заштита со конкретно избран термин. Во софтверот регистрираме упат за пациентот до соодветна установа и дејност. Избираме установа и специјалност или дејност и ги пополнуваме останатите податоци за упатот. Да напоменеме дека моментално закажување на термин може да се вршат само за специјалистички упати, а не за лабораторијски или радиодиагностички упати. По запишувањето на упатот го избираме копчето Закажување и се појавува следниот екран на кој од левата страна се подредени сите лекари од претходно избраната установа кои се регистрирани за избраната дејност или специјалност. Со кликање на даден лекар, на десната страна се појавуваат слободните термини кај избраниот специјалист, групирани по денови. Со кликање на знакот плюс на избран датум се отвараат слободните термини за тој датум. За да закажеме термин, кликаме на еден од термините, при што се појавува следниот екран со сите податоци за закажување. Овде има две копчиња за избор, дали да се закаже терминот или во последен момент да се откаже. Со кликање на потврди, терминот се потврдува во централниот систем за закажување термини. Доколку од некоја причина терминот треба да биде откажан, тоа се врши со кликање на копчето за откажување на термин. За да се користи оваа опција, потребно е поседување на стабилна интернет конекција. Пред да почне официјалното користење на оваа опција, неопходно е секој специјалист да дефинира своји термини во даден временски период, како би можел да биде прикажан во изборот на лекари од соодветната установа и дејност. Ова активност е координирана од страна на Министерството за здравство, кој ќе го објави и терминот на почеткот на официјалното користење на опцијата. Ви благодариме на вниманието.